Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Повеќе од 90% се искршени и украдени крстовите на новиот дел од гробиштата во Кочани. Вандалскиот чин предизвика немир кај жителите, кои тоа го забележале непосредно пред задушница. Бараат поголема одговорност од службите на комуналното јавно предпријатие Водовод. Кршењето на крстовите од православните гробишта во Кочани предизвика немир меѓу жителите, роднини на починатите. Крстовите се украдени на повеќе од 90% од гробовите кај новиот дел на гробиштата, а луѓето забележале непосредно пред задушница кога отишле да ги измијат гробовите. Вознемирени се затоа што довербата се губи меѓу луѓето. Досега, освен крадење на цвеќињата, поголеми инциденти немало, но сегашниот проблем многу ги вознемири граѓаните, од кои некои и ги виделе сторителите на делото. Бидејќи ги искршиле, се претпоставува дека ги крадат за огрев. Освен болката за своите починати, сега на граѓаните ситуацијата дополнително и финансиски им е отежната. Прво што приметив беа расфрлени тука сите вазнички цвеќиња тие работи, ама си помислив дека е од ветерот, да, дека во вторникот дуваше многу ветер како и се. Меѓутоа потоа приметив дека го нема крстот на гробот на татко ми и тргнав надолу по патеката да видам да не случајно го однел ветерот надолу. Меѓутоа кога тргнав надолу приметив дека скоро сите крстови, 90% од крстовите на гробиштата ги немаше и ми стана чудно што всушност се случило со крстовите и во тоа време дојде и соседот овде што е до соседниот гроб и го прашав комшија да не знае случајно што се случило нели со крстовите и тој ми кажа вика не барајте за џабе крстовите, вика ги нема сите, вика ги однесоа, вика жамедни луѓе, вика тие сите редом ги собраа крстовите, ги искршија, ги ставија во една количка и ги однесоа. Тој рече вика ги искршија, тој им рекол што правите, рекол што тие тебе гајле и си одминале, ги ставиле во количка и ги однеле. Најверојатно е за огрев сега. Дека ладно беше тие денови, може и за тоа да е. Граѓаните повикуваат на поголема одговорност на службите во комуналното јавно предпријатие Водовод. Сакам да упатам еден апел да се поведе ред кои се тие луѓе, зошто го прават тоа во крајен случај, затоа што ние уредно поштено си плаќаме се одржување на гробиштата на Водовод, нели тие ни наплаќаат влесна гробишта кога ќе почине некој кој се прават споменици, исто така влесни се наплаќа се. И сега сме погодени од овој момент. Значи тоа е повеќе чувствителна тема отколку што е од финансиска гледна точка. Директорот на Водовод Лјупчо Папазов рече дека имаат поставено стражарска служба кај Стопански двор, непосредно до гробиштата, и дека ова не е прв пат да се случуваат немили настани, затоа што повеќе пати се кршени и надгробните споменици на починатите, каде што службата ги има фатено сторителите. И за ова ќе преземат посериозни чекори да се зачуваат гробовите. Без решение останува состојбата со зградата на поранешен воен одсек во Кочани. Таа е во очајна состојба, а стакло што паднало од еден од прозорците за малку ќе му нанело тешки телесни повреди на ученик од целодневната настава во основното училиште Никола Карев. Скршено стакло од еден од прозорците на зградата на поранешен воен одсек паднало врз главата на ученик кој ја посетува целодневната настава во основното училиште Никола Карев во просториите на приземјето од овој објект. За среќа, стаклото не му нанело никакви повреди на детето, иако лесно можело да се заврши со посериозни последици. Инцидентот се случил токму во моментот кога групата деца се качувале по скалите за да влезат на настава, а во близина се наоѓале и родители кои биле сведоци на немилата случка. Падна стакло кое удари врз среќа врз ташната на детенцето, за малку детето не го тепа на лице место. Значи, апелирам да се интервенира што е можно побрзо, така да ние нашите деца не ги праќаме тамо да утре не очекува да слушнеме најлошо, да не дај Боже да биде убиено усмртено од стакло, кое нашите институции треба да се изреагират и да се изреновират горе просториите или да се тргне стаклото, било кој начин, значи да најдат решение да тај проблем што побрзо да го решат. Од локалната самоуправа рекоа дека објектот во кој се изведува целодневната настава во основното училиште Никола Карев не е во нивна собственост. Веднаш по инцидентот биле повикани надлежните служби и соодветно е реагирано. Општина Кочани веднаш излезе со своите градежни инспектори, каде што беше направен записник
Истиот со мерките кои што ќе бидат предложени од инспекторите ќе биде доставено до Министерството за одбрана. Се надеваме дека во најбрзо време ќе биде санирана штетата и дека учениците сепак ќе минуваат безбедно во своето училиште. Надлежните од Основното училиште Никола Карев повеќе пати реагирале за лошата состојба и негрижата околу зградата на поранешен воен одсек. Дури со сопствени средства било интервенирано и во санирањето на оштетувањата на кровната конструкција, затоа што таа протекува и предизвикува штета на инвентарот во училниците. Грдиот надворешен изглед на зградата го дополнува и уништената внатрешност, со што објектот повеќе наликува на сцена од хорор филм, отколку простор во кој треба да работат државни службеници. Родителите на учениците очекуваат дека нивниот апел ќе најде на одговор кај надлежните во Министерството за одбрана и зградата за максимално краток период ќе биде санирана, за да не се повторуваат слични инциденти и да се загрозува животот и здравето на нивните деца. Комуналното предпријатие Водовод ги известува граѓаните на општина Кочани дека в среда 9 март тендерираната фирма за вршење на шинтерски услуги Ветеринарен центар Тодор Велков од Куманово ќе спроведе акција на заловување на кучиња скитници. Затоа потребно е сите граѓани кои чуваат домашни кучиња истите да ги заштитат за да не дојде до несакани последици. Започнати се реформи во 2-годишното и 3-годишното стручно средно образование за да може тоа да одговори на потребите на пазарот на трудот, односно на барањата на работодавачите. Тоа беше повод во Средното општинско училиште Гошо Викентиев да се одржат работилници на кои со сите вклучени страни во овој процес се разгледуваа можностите за воведување нови образовни профили. Центарот за стручно образование и обука од Скопје организира регионални средби во средните стручни училишта во државата, на кои така наречени фокус групи се наставниците и директорите, како и работодавачите, социјално-економските совети, локалните самоуправи и агенциите за вработување во регионите во кои функционираат овие образовни установи. Целта на средбите е да се анализира потребата на пазарот на трудот за нови образовни профили, односно за оние профили што веќе не функционираат или се пред згаснување, или пак за тие што можат да се ревидираат. Во рамките на фокус групата со работодавачите кои што се во центарот на вниманието веќе добивме сознание каква е состојбата поврзана со усогласеноста на она што го бараат работодавачите со она што го даваат стручниве училишта во моментов и каква треба во иднина да биде, за да може во рамките на проектот кој што се реализира во соработка со Британскиот совет во Македонија и Центарот за доживотно учење да се реализираат сите овие активности врзани со изработка на стандарди на занимања, стандарди на квалификации, наставни планови и програми за овие квалификации што ќе ги утврдиме, за да може од есен учениците да почнат да реализираат нови наставни планови и програми во 3-годишното стручно образование и обука во Републиката. Во моментот реформите во 3-годишното стручно образование се во фаза на анализа на пазарот на трудот, односно се прибираат информации од стопанството, од општините и од училиштата за она што е атрактивно и барано од работодавачите за воведување на нови образовни профили. Реално е да се очекува дека анализата треба да заврши некаде во април месец. До тогаш треба да имаме и некакви податоци во однос на она, значи одредена рамка каде би се движиле, кои би биле оние профили кои би згаснале, кои би биле оние кои би се реформирале, што е она што како ново би се вовело во 3-годишното стручно образование. А имплементацијата на овие нови профили, значи ние сакаме да стигнеме уште од септември веќе да се почне со нивната имплементација. Од Средното општинско училиште Гошо Викентиев велат дека подготвени ја очекуваат реформата во образовните профили. Ние сме секој за тие промени да бидеме во тек со случувањата, да можеме да произведеме кадар кој може веднаш да се вклучи во работа. Сребренов очекува со реформите да се подобри образовниот процес и на завршените ученици да им се овозможи приближување до потребите на компаниите. Освен представници на работодавачите, локалната самоуправа и другите институции од Кочани, на работилниците во Гошо Викентиев имаше учесници и од соседните општини.
Невладината организација Цивил ги привршува активностите за едукација и обезбедување нови наблюдувачи за предстојните избори. Презентацијата во Кочани за заинтересираните граѓани се реализираше во саботата на просторот кај трговскиот центар. Викендов во Кочани невладината организација Цивил од Скопје реализираше едукација за нови наблюдувачи и други позиции поврзани со предстојните избори. Планирано е да бидат селектирани над 180 кандидати од повеќе градови во државата за различни позиции во проектот Напред, што го спроведува оваа невладина организација. За селектираните кандидати ќе се обезбеди обука од врвни познавачи на изборното наблюдување од составот на Цивил и од невладината ГОНГ од Хрватска. Секој кандидат кој ќе биде избран за наблюдувач во рамки на проектот Напред треба да потпише изјава дека не е партиски функционер, активист на политичка партија или независен кандидат, ниту пак член на тело за спроведување на изборите. Потоа сите кои што ќе бидат во потесниот круг, значи избрани да бидат наблюдувачи, ќе учествуваат на нашите обуки, каде што ќе ги научат сите потребни информации за тоа како да се наблюдува, кои се неправилностите кои што можат да ги детектираат и така натаму. Првиот впечаток е дека граѓаните се интересираат, што ист впечаток и во сите градови каде што сме биле досега. По принцип граѓаните се заинтересирани, сакаат да бидат вклучени во изборниот процес, да бидат наблюдувачите. Мислам, не се работи за волонтерска активност, односно нивниот ангажман ќе биде платен од страна на Цивил Центар за слобода, тоа е предвидено во проектот Напред. Со презентацијата на активностите на Цивил ќе заврши првата фаза од проектот, пошто ќе следува селекција на пријавените кандидати. Апликациите од заинтересираните граѓани треба да пристигнат најдоцна до 10 март, при што тие ќе треба да испратат кратка биографија, мотивациско писмо и фотографија. Квалификациите и стручната подготовка на кандидатите за учество во наблюдувачкиот тим на Цивил имаат влијание, но не и пресудна улога. Најважни се човечките квалитети на кандидатите, нивната посветеност и почитувањето на принципите на непристрасност и објективност. Дополнителни информации можат да се најдат на веб страницата civil.org.mk или на Facebook страницата на невладината организација Цивил. Успех за учениците од основното училиште Никола Карев на општинскиот надпревар по природни науки и биологија, што викендов се одржа во основното училиште Раде Кратовче. Најдобрите ќе учествуваат на регионалниот, што ќе се одржи во Виница. 2 први и 10 втори места за учениците од основното училиште Никола Карев на општинскиот надпревар по природни науки и биологија, што викендов се одржа во основното училиште Раде Кратовче. Учествуваа ученици од сите 5 основни кочански училишта. На општинскиот надпревар, конкретно за нашето училиште Никола Карев, значи учествуваа 12 ученика по предметот природни науки. И еве конкретно за нашето училиште, сите 12 ученика освоија награда, 2 први места со максимум 91 поени и 2 места, и другите ученици 10 исто така освоја солидни поени од 85 до 90. Значи освоја сите места, 2 први и 10 втори места. Јас сум Мартина Пулковска, ученичка во основното училиште Никола Карев. Јас сум 6-то оделение. Освоив прво место на општинскиот надпревар кој се одржа во основното училиште Раде Кратовче. Прашањата беа и лесни и тешки, но ние вежбавме и се подготвивме за надпреварот и се надевам дека и на регионалниот надпревар ќе освоиме некој место. Јас сум Тому Кузманов, ученик во основното училиште Никола Карев, исто така сум 6-то оделение. Јас исто така учествував на надпреварот, зема второ место. И имаше и лесни и тешки прашања, но со нашата соработка ние можевме да достигнеме овие места и верувам дека ќе можеме уште подобри места да земеме и на населениот надпревар. Освен по предметот природни науки, истиот ден се одржи надпреварот по биологија, во кој учествуваа ученици од 7, 8 и 9 оделение. Најдобрите од општински се пласираа за регионалниот надпревар што ќе се одржи во Виница. Прва акција за крводарување се одржа во полициската станица во Кочани. Дарувани се 30 единици крв. И кочанските полицајци се хумани луѓе, особено кога во прашање е крводарувањето. Редовно организираат по 3 годишни акции, а веќе се реализираше првата за оваа година. Вообичаено сите се успешни, со оглед што меѓу вработените во полициската станица во Кочани, без оглед на половата припадност, има голем интерес за дарување крв.
Потврда за тоа е што овде има повеќекратни дарители, кои и по 60 и повеќе пати се вклучувале во акциите и се меѓу најдобрите во општината. На првата овогодишна акција имаше неколкумина полицајци кои за прв пат ја подадоа раката за да изразат хуманост. Нашите планови и програми за ова тековна 2016 година предвидуваат 3 пати дарување во годината крв. Ова е прва крводарителска акција 2016 март месец. Планирани се уште две, втората ќе биде мислам дека 6 месец и третата ни планирана за 11 месец. Имаше пријавено 35 колеги полициски службеници кои сакаат доброволно да даруваат крв. До сега веќе имаме дарувано 24 кои даруваа крв. До крајот на акцијата мислам дека таа бројка може и да се постигне и дури да се надмине, па ќе видиме до крајот. За сега ја надминавме квотата. Крводарителската акција во Кочанската полициска станица се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и лекари од клиничката болница од Штип. Од пред 2 години полицијата организира своји посебни акции за дарување крв и во нив учествуваат само вработените, за разлика од поранешната практика кога имаше можност да се вклучат и други граѓани. Аудициите за избор на учесници за фестивалот на детска песна Распијани срца стигнаа и во Кочани. Деновиве се избираат најталентираните деца од основните училишта. Фестивалот на детска песна Распијани срца постои 21 година и во тие години се одржувал на регионално, државно и интернационално ниво, така што учество земаат деца од Македонија и надвор од неа. Оваа година ќе се одржи на државно ниво, како што и во последните 10 години. Аудициите за избор на талентирани деца стигнаа и во Кочани. Се избираат најдобрите од кочанските основни училишта. Значи се во план Кочани, веќе ја одржавме аудицијата во основното училиште Кирил и Методије, сега се наоѓаме во Никола Карев, така да и овде треба да ја задржиме, да одржиме аудицијата заедно со Раде Кратевч, значи. Добро, каква е заинтересираноста на кочанските дечи? Па децата не многу сакаат да пеат. Еве, гледате и самите дека во секоја школа се појавуваат. Значи тоа се најхрабрите, оние што најмногу сакаат да пеат и верувам дека и најдобри таленти. Инаку, на фестивалот учествуваат деца од прво до 7 оделение и се избира по 2 деца од секој град. До крајот на мај треба да бидат снимени композициите и во текот на летниот период ќе се слушаат на повеќе од 20 радија во Македонија, каде што евровизиски ќе се гласа и ќе се одбере најдобрата и најслушана композиција. Фестивалот ќе се одржи во септември во 2 полуфинални вечери и 1 финална. Во полуфиналните ќе настапат по 16 учесници, вкупно 32, а на финалната 16. Во изминативе 20 години од кога постои фестивалот поминаа многу деца учесници и се создадоа многу интересни композиции кои останаа слушани меѓу децата од целата држава. Хуманитарна забава наменета за помош на Методи Митев од Кочани организираа ученици поединци од средните училишта. Собираа средства за потребната операција во Кина, која треба да му овозможи да застане на ноза. Учениците од средните кочански училишта уште еднаш му пружија рака на Методи Митев од Кочани. Под мотото "Биди хуман, донирај за Митев" организираа хуманитарна забава во трговскиот центар, на која настапија учесниците на детскиот фестивал Музички бранови, Народниот оркестар при Центарот за култура Бели Мугри и познати локални групи од Кочани. На посебни штандови се продаваа мечиња, срциња, книги од хуманите поетеси Љубинка Давидовска и Јана Дедова, цвеќиња, карамфили и други производи, со што и граѓаните на Кочани ја покажаа хуманоста со тоа што купуваат дел од понудените производи. Организираме хуманитарна забава за помош на Методи Митев. Сите знаеме дека Методи боледува од хередитарна параплегија, која не му дозволува да се движи, тој веќе е во количка. Знаеме дека до денес сме организирале многу хуманитарни забави и акции, само за да дојдеме до сумата на пари која му е потребна за операцијата во Кина. Им благодариме на хуманите граѓани кои донираат за Методи Митев. Методи Митев има 33 години и поради болеста хередитарна параплегија веќе 1 година е неподвижен. Единствена надеж дека повторно ќе застане на ноза му даваат кинеските специјалисти, кои велат дека по направената операција во Кина, која чини 28.000 евра,
ќе функционира нормално. Сега на потек се хуманите граѓани кои треба да му помогнат за да ги собере потребните средства за операцијата. Освен со купување од штандовите, граѓаните можеа да донираат и во поставената кутија за таа намена, како и со јавување на телефонскиот број за донации 070 143 123 или на трансакцијска сметка во Тутунска банка. Следува информацијата од спортот. Во првата фудбалска лига за жени Младост Иднина С претрпе катастрофален пораз од Тиверија во Струмица. Фудбалерите на Осогово пак со победа се вратија од контролниот надпревар во Македонска Каменица. Лош почеток имаа фудбалерките на Младост Иднина С во првото коло од пролетниот дел на првенството во првата фудбалска лига за жени. Од гостувањето во Струмица против младата екипа на Тиверија, оризарки се вратија со полна мрежа голови. До 30-та минута, додека имаа сили, девојчињата на тренерот Сашко Иванов им се спротиставуваа на струмичанки, но сепак не издржаа до крајот на полувремето, примија 3 гола и со негатива од 3-0 заминаа на одмор. Во второто полувреме добра игра прикажаа само домакинките, па на крајот заслужено славеа победа со високи 9:0. Фудбалерите на Осогово пак го одиграа последниот контролен надпревар пред почетокот на пролетниот дел од третата лига Исток. Гостуваа во Македонска Каменица и со минимална победа од 2:1 ја совладаа домашната Саса. Постигнатиот резултат влева надеж дека жолтосините се враќаат во очекуваната форма и оптимистички ќе влезат во продолжението од првенството. Минатата недела беа исплатени сите обврски за февруари кон играчите и стручните лица во клубот, па тоа треба да биде и мотив повеќе за успешен старт во првото пролетно коло. Толку во овие вести ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.